Почитуван професоре, во најголем дел во вашето излагање го опфатите тоа што сакав и да ве прашам. Меѓутоа, сакам само да се надополнам и дополнително да ве потпрашам. Бидејќи сите ваши претходни говорници, поради неуспешноста и несправедливоста на овој закон, се изјаснија дека ова било некој вид на воведен закон, пред закон. Јас таков институт, таков закон не знам дека постои, како воведен закон за дополнително решавање на тековните проблеми. Тоа за мене е непознато, предпоставувам ќе се согласите. Истите констатации ги констатира и народниот правобранител, кој што ги застапува односно устварувањето на правата на граѓаните, каде што потенцира дека вработените во органите за матична евиденција не ги применуваат доследно одредбите за Законот за општа управна постапка за начелото на сервисна ориентација на органите кон устварување на правата и интересите на странките, начело на ефикасно работење и заштита на правата на странките, исто како и заштита на јавниот интерес. Прашањето ми е, дали покрај материјалниот закон, изменување на постоечкиот закон за матична евиденција, има потреба и во изменување и дополнување на одредени процесни закони, како што е Законот за општа управна постапка, за да целосно се остварат овие права, а не со лекс специјалис како оној што беше донесен, се увиде дека после 3 години воопшто ниту е функционален, ниту може да се процесуира, а најмалку да ги реши проблемите. Значи, дали според вас треба покрај измена во материјалниот закон да имаме одредени измени и во процесниот закон во однос на остварување на овие права? Благодарам.